Скандалот со пронаоѓањето на 350.000 евра на апелациониот судија Ѓоко Ристов го поттикна министерот за правда Игор Филков критички да се осврне на состојбата во правосудниот систем. Тој истакна дека ваквите појави во кои се замешани судии и обвинители не смеа да се релативизираат или да се заскриваат и кога очигледни сомнежи не добиваат институционален одговор, тогаш граѓаните прашуваат каде е правдата, рече тој. Случајот со апелациониот судија кај кого беа пронајдени 350.000 евра, скриени и задзидани во зид, не е само скандал. Тоа е символ на длабока системска слабост, символ на култура на неказнивост, молк и меѓусебна заштита што предолго ја разјадува довербата во правосудниот систем. Овој случај дополнително ја нарушува довербата во целото судство и ја доведува под сомнеж функцијата судија која што треба да е во служба и во интерес на граѓаните и правдата. Покрај во судството, Филков утврди дека загрижувачки е состојбата и во обвинителството, како што е недоволна ефикасност, ограничени капацитети и недостигна решителност во справувањето со најтешките облици на криминал. Рече дека во Министерството се подготвуваат конкретни мерки за надминување на системските слабости во правосудството, а особено се задржа на недостигот на кадар. Наводите, меѓу другото, јасно укажаа на сериозен недостаток на кадар. Пополнетоста на судските места изнесува околу 67%, додека пополнетоста на судската служба е само 36%. Овие бројки не се апстрактни статистики. Тие значат одложени рочишта, натрупани предмети, преоптоварени судови и сериозен ризик за повреда на фер судење. Министерот Филков потсети дека е донесен нов закон за судски совет, како и дека наскоро треба да бидат изгласани и законот за јавното обвинителство и законот за советот на јавните обвинители, како и дека новиот кривичен законник и законот за кривична постапка се во финална фаза.